76 денови Алфа чека на одговор од владата, кој го плати патувањето на децата на премиерот Димитар Ковачевски, кој си ги зема со себе на работна посета во Соединетите држави, заедно со владината делегација. И не само со чии средства се платени авионските карти и хотелот за децата, Алфа веќе 2 месеци бара одговори колку членови броеше делегацијата и колку пари од државната каса се платени за прекуокеанското патување. Портпаролот на владата Мухамед Хоџа најпрво потврди дека го добил барањето за слободен пристап до информација од јавен карактер, за потоа да тврди дека барањето залутало во погрешен сектор. Барањето за слободен пристап до информација од јавен карактер, кој треба да го даде одговорот, кој го плати патувањето на децата на Ковачевски во САД, веќе 2 месеци патува низ секторите во владата. Службите во владата имаат рок од 8 дена да ни го достават одговорот. Доколку не го направа тоа, по жалба ќе одлучува Агенцијата за слободен пристап до информација од јавен карактер. Од Илинденска се уште не кажуваат колку члена брои целата делегација, но Алфа неофицијално дозна дека во Вашингтон и Њујорк биле речиси 30 луѓе. Инаку на официјалните страници на социјалните мрежи беа објавени повеќе фотографии и видеа од средби на премиерот, каде е придружуван од неговата супруга, но никаде официјално не беше споменато дека во Соединетите држави си ги понели децата. Досега, Македонија не памети функционер кој во официјална работна посета со себе го понел цело семејство, а ниту еден странски владин представник не ни дошол во официјална посета, носејќи си ги со себе супругата и децата, коментираа за Алфа пиар лица кои со години работат протокол во државни институции. Владината делегација и премиерот во САД заминаа на 2 мај, а се вратија една недела подоцна. Ова не е прв пат Димитар Ковачевски да си го земи и семејството на официјални патувања. Лани во мај замина во Рим на аудиенција кај папата Франциск, придружуван од неговата ќерка. Овој скандал предизвика лавини реакции. Јавноста гласно велеше дека Ковачевски не се кралско семејство и дека ќерката на премиерот не е принцеза за да има протоколарна улога, како што Димитар Ковачевски се обидуваше да се оправда тогаш.